Иван Джепаровски. Метафизика на кромидот. Космолошки гледано, иако содржи безброј сатурновски прстени, кромидот нема црни дупки. Антрополошки гледано, кромидот е храна на трпезите и на богатите и на сиромашните. Питагорејски гледано, иако не е свето растение како гравот, кромидот во себе ја содржи тајната пропорција. Софистички гледано, кромидот може да биде и вкусна маслинка, ако некој плати тоа да се докаже. Географски гледано, да знаеле Ратостен за совршената елипсовидност на кромидот, нема за малку да сгрешел во мерењето на обемот на земјата. Минералошки гледано, кромидот е како необработен кристал со кружни форми што наликуваат на платинести бурми. Еротолошки гледано, кромидот како да е син на пор и на пенија, на обилието и на скудноста, што ја следат секоја вистинска љубов. Источно есхатолошки гледано, кромидот посакува повторно да се инкарнира во кромид, а западно есхатолошки гледано, кромидот ни солзи и катарси ни нуди стамено спасение. Филмолошки гледано, кромидот е податлив за него да се сними и еден метафизичко-документарен филм, а не е воопшто невозможно во негова чест дури некој да вовел награда на летен филмски фестивал. Голем платинест кромид.